само Грујо да ми го даде писмото дека ДИК нас не дозволува да ги собереме подписите. Ова не е некоја голема борба, ова не е некој тежок. Не, собрание, еве. Собрание доставува до председателот на влада. Да не сте го читале законот. Сада овде вчера подитно е ставено на дневен ред на влада поручек и е донесено нивното мислење. Они треба ДИК да го известат. Ништо ние не бараме. Имам син 9 години за това. И нема докази за лично за само за еден телефон, мобилен телефон. Размисли тоа, значи не знам што да кажам. 9 години осудено и тоа нема доказ и не знае, не го најдоа мобилниот телефон. Зашто е амнестија? Апсолутно. Само амнестија за нашите најблиски во сите затвори од Република Македонија. Нашите болни срца, како прво дечињата за нивните татковци, сопругите за сопрузите, мајките за синовите, бабите, дедовците, пријателите, комшиите, сите сме. Не е битно од која нација сме, не е битно од која партиски сме определени. Сите сме само за амнестија. Не бараме ни јадење, ни пиење, ни пари. Сиромаси сме, поштени сме и само амнестија бараме за нашите најмили. Нека не чуе секој Божји храм. Не е битно дали црква или џамија, не е битно православен празник или муслимански утрешен. Нека сите на помош ни бидат и едно само бараме амнестија, амнестија, амнестија. Зошто се вашите роднини во затвор? Зошто се? Можам и тоа слободно да кажам. Како прво мојот зет, само од наместување, монтажа, другар негов му дава пушка пред месец дена пред Нова година. Му дава пушка и од другар му 2 пушки тука. Тоа му е нелегално оружје, он нема никаква документација. На 2 јануар доваѓа полиција. Малтретирање, значи фамилиарно во 6 саат зимно време да те дојде. Мали дечиња, 4 дечиња има. Ќе ги колнат дечињата. Јас што колнам не фаќа, ама децата ќе колнат. Меѓутоа зет ми им рекол, оставете децата нека поспијат, дојдете покасно. Они се јавуваат на Алфи, појачување 50 души. Како смарк света. Смарк света. На голи оток сме. Срамота. Срамота ова што се работи. И што направија? Го однесоа. За 24 сати ќе го пуштиме. Година дена еве. Година дена. 6 месеци во притвор беше. Сега е во Идризово. Не е битно за кого. Јас сум мајка на сите затвореници. И за сите барам, значи, амнестија. На колку е осуден? На 7 години. 7 години. Можете да замислите. Ние им носиме на затворениците кебиња, душеци, јадење, облека, Месечно по 200 евро само за све живо им носиме ние и тоа ни ограничуваат. Негогаш примат, негогаш не примат. Према тоа, ние дојдовме тука да протестираме мирен протест, да бараме права амнестија што им следува на нашите синови, татковци, сестри, која амнестија не е дадена од 99-та година, можда владата заборавила. Према тоа, ние тука наидовме на еден инцидент од страна на полицајците, на полицајец еден, да не речам за сите. Не е командир, бе, тој е полицајец. Командирот на овие полицајците, кој вулгарно ја турна жената Мери, господјата и внукот мој. Дај Амар, Дори и навредува. И плюс навредуваше, викаше како не ти е срам да им помагаш на шиптарите на Мери. Тој е националиста, тој е педофил.